Сакам да кажам дека во првиот момент кога слушнав дека книгата се подготвува за нејзиното американско издание, значи уште не беше излезена од печат, а мислам дека слушнав преку брачната двојка Чаповци, кои за мене се одличен извор на информации за овие теми. Одамна се знаеме и сме потрошиле сати и сати на дискусии за граѓанската војна во Грција, за правата на децата бегалци и генерално за егејското прашање и во некогашна Југославија. Уште тогаш се заинтересиравме, успеавме да ги добиеме авторските права и потоа се разбира чекавме, дури излезе првото издание на книгата на англиски од издавачката куќа на Чикашкиот универзитет. И сега тука не можам да одолеам да не се пофалам дека благодарејќи на авторите ние денес во нашето издание на македонски имаме 5 приказни повеќе од деца бегалци отколку во оригиналното издание. Така што мислам дека е тоа посебно богатство за сите нас овде. Инаку ја имам дури една помалу приватна причина за возбуда. Внатре во книгата е спомнат првиот собир на во 1988 што беше одржан на Скопскиот саем и бев еден од двајцата режисери кои работеа на театарската представа која е спомната овде или театарска изведба заедно со моите студенти. И тогаш во подготовката на таа изведба учествуваше уште еден човек чие име морам да го спомнам. Тој е музичарот Златко Ориџански, кој подоцна учествуваше во изработката на саундтрекот на оној филм Пред дождот на Милчо Манчевски, Before the Rain. Златко тогаш беше млад музичар кој со голема љубов ни се придружи и придонесе за, би рекол, за поетичноста на таа сценска изведба.